Дождот ја одложи жетвата. Досега земјоделците беа трпеливи и надежни за рекордни приноси, но долготрајните врнежи ги секираат. Ако не се однесе за 15 дена, тоа се ќе падне доле. Те го најавуваат пак градобија, временски непогоди, па ветро, тоа е се презрено више, посебно чемено. Жетвата од 20 јуни до 12-15 јули завршуваше, сега нема шанса до први да почне. Има искарано младики, ние што викаме. Млад ечмен искарано, од тоа сега еден е зрел, еден е у фаза на зрење и за тоа се одлага. Доколку врнежите продолжат, освен одложена, жетвата може да биде и посиромашна. По моја проценка може и 50% дали се собере. Многу е слабо, нема квалитет, нема. Ситно е зрното многу. Пшениците посебно, они не еднаш, ечемено неко побрзо изкласи, извлече, пшеницата е онака по-комплицирана, па цвета, па онаде и афанија овие промени на време, виж почна нагло да белее, да зрее. Жито треба до здоля се зрее, оно згоро згласто. Ова земјоделците ги остави дома и загрижени, надевајки се дека небото ќе им биде наклонето. Но за жал, добри вести за наредните денови за нив нема. Ќе биде променливо, на повеќе места нестабилно облачно, со поројни врнежи од дожд, грмежи и засилување на ветерот. Се очекува во тој регион да има и поинтензивни процеси со изолирана појава на град. Сепак, експертите велат дека се и не мора да биде така црно. Таму каде имало само врнежи од дожд, штети не очекуваме да има, бидејќи вегетацијата веќе кај житариците навлегува или во восушна зрелост и се јачмените веќе испремни за жетва за некој ден. Се разбира да се дигне влагата и за да може да влезе механизацијата во нивите. Со или без задоцнување во источниот регион во наредните 30 дена ќе се жнеат околу 15.000 хектари јачмен и пчелица. Колкави ќе бидат приносите зависи од временските услови, но проценките се дека годинава ќе се соберат над 70.000 тони жито.